дава таа кутиичка, ја ја отварам и унутра имаше една тубичка мала од 10 грама. Што се вика, ако даеш узаем, немаш да ти вратат. И плюс тоа, имаше унутра 7 навлаки, специјално подготвени за влез у мрачниот ректален тунел. 7. Значи, за секој ден да си менјаш по една. Фондот проверил да си ебе векот. Па некој бре месец дена не менјаат гаќи, а ја треба секој ден да менјам навлаки за масу газ. Абе, ова кинезиве, алал да ме со право го освоија светот. 7 навлаки за 130 денари плюс мас за угаз. Како тргнале со следната серија, ќе пуштат и кинез за полесно да ти ја бутне на влаката. Али, тоа е кинеска медицина, што значи смрди као донер кебаб у чаршија, што лежел месец дена у ментол маринада. Што значи издајнички смрди. Те издава на 10 метара дека имаш хемороиди. Абе, душата ти смрди. Не смееш да зинеш. Не дај Боже да отидеш кај некој роднина и да треба онака понашки да се изљубиш 3 пути. Еднаш, 2 пути, 3 пути, на третиот пут роднинава паја у несвест без да претне. Па не случајно србите за таа кинеска маст смислиле слоган: Чао дупе, одо ја кроз уста. Иначе, баш заради тој свој квалитет, оваа кинеска маст му има неколку пати спасено животот и на Брус Ли. Он бил меѓу првите што ја употребувал. Човекот многу пател од хемороиди. И секојаш си ја носел кинескава маст со него. Еднаш така искочил у парк да си го прошета кучето, али за белја го нападнале некои бандити. И некој од бандитиве да ти му мавнал клоца и му ги активирал хемороидиве. И пошто биле овие многу бандитиве, се наредиле многу да го тепаат и му текнало дека носи кинеска маст. И само шлак, шлак, ја! Им хухнал и сите ги комирал. Абе, кинеска маст. Не за џабе овој нашиов Хорхе Иванов за неа рече: шашава, али делуе. Господ да ги поживее Јао Минг, Мао Цетунг, Ли Нинг, Джеки Чен и нормално Брус Ли. И ја така, следниот ден одам у аптекава, идам кај аптекарка, ви викам: еј, се извинам, јас сум оној со хеморидите. Еј, вика, чекајте, ќе ви дам од кинеската маст. Не, викам, нема потреба, овој, она. Али да ви кажам само како ги решив ја. И нели, кога дојдов дома, турив на тоа на влаката, од маста ја брцнав позади, ја зашрафив и право да ви кажам, глатко ми влезе. Дека више ја имав изгубено, нели, невиноста која ми ја уштека онака белската. Ми влезе као локум, уопште не сум имал тегоби. И само што ја турив, после 5 минути, газов ми се олади ко некој да ми турил руменко на стапче. Вториот ден, гледам на чаршавот нема крв. Абе се осетив ко да сум дал гол у финале на Лига на шампиони. Ко голот на Дарко Панчев. Третиот ден сватив дека сум ги решил хемороидите со кинеска маст од 130 денари. И уствари ја после тоа отидов кај таа, нели, аптекарката и давам ова цвеќе, овој бомбонjera, све што треба, сокче. И она ми вика: нели, не може, вика, што сега за хемороиди ти ќе ми даваш? Ако, викам, јас сакам да ви дадам и помогнавте да ги решам хемороидите, па болje на вас да ви дадам бомбонjera и сокче отколку на оној Винокуров 4500 денари за третман. И право да ви кажам, од тогаш на секого ја препорачувам оваа кинеска маст. И не само тоа, него таа ми помага подобро да ја разберам болката и маката кај луѓето. Баш пред некој ден се шетам на плоштад и вака од спротива го гледам овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд.
А има уште една мајца ги менја. На неја пишуе вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така среќен низ плоштад, го испрчил тоа стомахот. И ја му викам, викам, знам зашо си весел. Си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика, Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што рече емисија ќе направи ако треба.